Почитувани, вие сте со уште едно издание на Отворено студио. Како што ви најавивме и предходно, со почетокот на изборната кампања во Отвореното студио, имаме гости од политичките партии кои ќе учествуваат на парламентарните избори, кои што ќе се одржат на 11 декември. Нашата телевизија испрати покани до сите политички партии кои имаат своји листи во четвртата изборна единица. Колкав дел од нив ќе се одзват на нашата покана, останува да видиме до крајот на оваа кампања. Во денешното издание на Отворено студио го имаме господинот Љупчо Димовски од Коалицијата за подобра Македонија. Господине Димовски, добро ни дојдовте во Отвореното студио на телеканал АЕЦ. Добро ден, добро најдов. Како за почеток, кажете ми, дел од вашиот ангажман е поврзан со Министерството за земјоделство и вие како министер. Дали можете да дадете резиме на работата во земјоделскиот сектор? Па сега го благодарам за ова прво прашање, кој што за мене представува личен предизвик со тоа што до пред 2 години еден поделок период ја извршував должноста на моје особено задоволство да раководам со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Чинам едно од најзначајните министерства во владата на Република Македонија, но и самото земјоделство како е многу битен сектор во Република Македонија од повеќе причини, од финансиски, од економски, па и од социјален аспект. Важен за државата, важен за сите граѓани, важен конкретно и за потрошувачите, како крајни корисници на земјоделските производи. И можам да го споделам мислењето на мнозинството од граѓаните со кои што досега имам комуницирано, ако е поврзано со ефикасноста од спроведувањето на земјоделските или аграрните политики на владата на Република Македонија во изминатите 10 години, а тоа е дека станува за збор за исклучително позитивни политики кои што се спроведени со оглед на состојбата во која што Република Македонија, односно земјоделскиот сектор, се наоѓаше во 2006 година. Значи, во следниот период од 10 години се спроведе една агресивна земјоделска политика, пред се заради тоа што токму оваа влада и го имаше чувството за сите проблеми со кои што се судираат земјоделците. Но тоа чувство би било гола фраза, реторичко, доколку се немаше и искрената и отворена поддршка која што владата ја имаше кон сите земјоделски производители во Република Македонија. Вие се сеќавате дека се затекна една комплетна ситуација за уништено земјоделско производство, за уништени земјоделско-индустријски комбинати во Македонија, сите што функционираа беа упропастени, за буквално раскрчмено држано земјоделско земјиште, на 94.000 хектари се буквално поклонети на само 412 корисници, значи огромни полења, пространства големи се дадени на само 412 корисници. Буквално е раскрчмена целата земјоделска механизација на овие земјоделски индустријски комбинати, постоечки, и истовремено до крајна мера беше понижен македонскиот земјоделец. Таа е состојбата која што ние ја затекнавме во 2006 година. Прво што владата направи е да ги исплати оние ветени средства од 5 милиони евра кои што Социјалдемократскиот сојуз им ги имаше ветено на тутунопроизводителите, но не ги доисплати. Исплати само 2 милиони. Наместо ветените 5 милиони од претходната влада, оваа влада уште во самиот почеток исплати дополнителни 15 милиони, значи вкупно 20 милиони евра во 2006 година. И од тогаш почна целиот оној циклус за една јака финансиска поддршка на земјоделското производство, кое што постепено од година на година се покачуваше. Да заклучам, во изминатите 10 години исплатени се 1 милијарда и 55 милиони евра директна финансиска поддршка на македонскиот земјоделец. Но оваа финансиска поддршка е само дел од земјоделската политика, заради тоа што мораше да се направат крупни, големи резови, длабоки резови во земјоделството, за да може тоа да
се рестартира, да почне од нула, буквално би рекол, за да можеме да имаме сега едно современо, релативно современо земјоделско производство кое што ни нуди следно. 820 милиони евра само до пред 2 години беше вкупниот обем на земјоделското производство во Македонија. Над 600 милиони евра вредеше извозот на македонски земјоделски производи на странските пазари. За илустрација, 2006 година само 214 милиони евра беа извезени македонски земјоделски производи на надворешните пазари. И од тука можеме да ги направиме споредбите, значи низ цифри, со конкретни податоци, да не имаме други примери, а примери има многу, како било и што било, но сите примери кои што би можеле да ги наброиме одат на сметка на позитивните земјоделски политики кои што ги спроведе ова влада. Дали во делот, значи, како што кажав, на субвенционирањето, на финансиската поддршка, дали во делот на руралниот развој, дали во делот на новата земјишна политика во државата, заради тоа што ние од преостанатите од 200.000 вкупно државно земјоделско земјиште, ако ги земеме овие 94.000, имавме на располагање од прилика околу 100.000 хектари. Од тие 100.000 хектари, 84.000 хектари се поделени на скоро 8.000 индивидуални земјоделски производители. Значи, правишно и праведно, по 10 хектари секому. Претходно имаше уште една политика, тоа е составен дел на таа земјишна политика, да се даде земјоделската површина на плодоуживање. Да појаснам, плодоуживателите се луѓето кои што се заради катастрофалната приватизација и долгата трансформација или транзиција во Македонија, дел од тие 240.000 граѓани кои што останаа без вработување, без работни места. Една од можностите да најдат леп, значи екзистенција, беше токму земјоделството. Меѓутоа, не беа способни ни закупнината за земјоделската површина да ја платат, затоа државата се одлучи да ја даде на одреден период на плодоуживање. На 5 години, после тоа дополнително уште на 5 години. Меѓутоа, радува фактот дека овие плодоуживатели после првиот рок од тие први 5 години станаа доволно организирани и моćни земјоделски производители да можат сами да организираат земјоделското производство, да можат сами да ги исплаќаат обврските кои што ги имаат кон државата и нормално од својот труд да приходуваат и да обезбедат средства за живење за себе и за своето семејство. Дополнително организиравме во делот на земјишната политика и поволности за местното население да има приоритети при добивање на земјоделските површини и понатаму сите останати кои што се заинтересирани. Значи, околу 80.000 хектари на скоро 8.000 заинтересирани лица, земјоделци, се распределени. Остануваат уште 20.000 хектари, кои што во следниот период секако ќе бидат распределени на останатите земјоделски производители. Уште да напоменам дека во овие 10 години значително е подобрена состојбата во делот на прво зголемувањето на свеста кај самите земјоделци, нивното подобро организирање во делот на користењето на земјоделската механизација, заради тоа што обезбедиме 50% мерки за значи пола од вредноста на земјоделската механизација на тракторите. 2700 трактори се добиени по овој основ. Над 7700 парчиња земјоделска механизација приклучно се обезбедени, исто така преку овие мерки на владата на Република Македонија, односно Министерството за земјоделство, и тоа придонесе да се подигне самото земјоделско производство на еден повисок стадиум. Ако се тоа го имаме во превид, тогаш воопшто не зачудува фактот зошто значи до пред 2 години имавме 800 и сега уште повеќе имаме над 820 милиони евра вредност на вкупното македонско земјоделско производство. Зашто ги разбивме гранките дејностите како што се лозаропроизводството, производството на вино, го задржавме стабилно производството на тутунот, го задржавме стабилно производството на пшеницата и на житариците, релативно, односно
со добар тек на производство имаме и во делот на градинарските производи, ова што е карактеристично за струмичкиот регион и така натаму. Во делот на овоштарството секаде велам не е идеално, има и проблеми, меѓутоа тие проблеми заедно со сите земјоделци владата успева да најде начин да ги премости на задоволство пред се на земјоделците. Така. Гледано на назад, кои се главните предности кои во мандат на владата на ВМРО ДПМНЕ се направени во корист на земјоделците и што од друга страна треба да се работи и да се подобрува? Па вака, ја морам да кажам дека ние имаме импозантна програма која што ја понудивме на сите македонски граѓани, еве во конкретниот случај на македонските земјоделци. Станува збор за нови предложени стотина проекти, мерки, подмерки и така натаму, на кои што работевме исклучително внимателно и мощно предпасливо. Тие се реални мерки. И впрочем, затоа и програмата го носи тој назив, реално. Значи, се обидувавме да најдеме можности и во следниот 4-годишен период да им излеземе во пресред на барањата на сите македонски земјоделци. Програмата во делот на земјоделството, во кое што лично учествував, заедно со целата екипа на господинот Груевски, долго време работеше, но во таа програма, покрај сите кои што се на некој начин вклучени во процесот на земјоделските политики и нивното спроведување, вклучени се во креирањето, во изготвувањето на програмата. Нормално е дека учествува и представници на научните институции и нормално е дека заедно со сите нас работеа и представниците на земјоделците на сите форми на здружување на земјоделците во Македонија. Ценевме дека она што е потреба и она што е барање на самите земјоделци има највисок приоритет. Оттаму можам да кажам само неколку мерки. Прво дека продолжуваме и понатаму со финансиската поддршка од 150 милиони евра, што е реална. Ќе објаснам и зошто. Односно 600 милиони нови, на овие милиарда и 55 милиони, 600 милиони евра нови финансиски средства за поддршка, односно за софинансирање на земјоделското производство и на руралниот развој. Беше побарано од нас да повнимаваме во делот на зголемување на квалитетот на стадото на добиток во Македонија. Оттаму не случајно е онаа мерка предложена во која што 80% од вредноста на високо квалитетните грла на добиток, на кози и на овци, ќе биде субвенционирана од страна на државата. Се со цел за да можеме да го зголемиме и квалитетот на ставото, повисок принос на млеко, зголемен квалитет на месо. Оние 50-50 во делот на набавката на земјоделската механизација, веќе не се 50-50, туку ќе бидат 60% кофинансирани од страна на државата, а 40% од страна на самиот земјоделски корисник. Понатаму 80% покриваме од трошоци за инсталирање на висок современ систем за наводнување капка по капка. Тоа е искуство од една од најразвиените аграрни држави во светот, државата Израел, од каде што врз основа на нашите контакти што ги имавме со Министерството за земјоделство на државата Израел, ги го пренесуваме и во Македонија. Значи, рационално користење на водниот ресурс на водата со можност за дозирање и на прихраната на сите оние состојки кои што се неопходни за самите растенија, со кои што за неколку пати, барем за дупло, но имаме примери кај што е, например, кај пченката или кај другите градинарски и овошни садници, каде што за 4 пати имаме зголемено производството колку се користи системот за наводнување капка по капка. Заедно со овој систем, односно со оваа мерка, доаѓа и подмерката за максимално упростување на добивањето и партиципацијата за обезбедување на бунарски систем, заради тоа што цениме дека покрај системот капка по капка треба да има и соодветен бунарски систем. И во тој дел се погриживме за интересите на земјоделците да бидат задоволени нивните барања, односно на што полесен начин да дојдат до потребната документација, односно да може да го користат тој бунар преку кој што ќе го наведнуваат и ќе ги наведнуваат своите земјоделски култури. Понатаму, дефинитивно, уште од претходниот период започна
со одредени осцилации примената на календарот на исплата на субвенции. Тоа е исклучиво по барање на земјоделците. Но, за сето тоа да функционира, потребно беше да се упрости и да се реорганизира работењето на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, односно платежната агенција, каде што секој земјоделец навремено прво ќе добие известување за одобрените финансиски средства за субвенциите, и ќе ги добие во период, согласно со мерката, односно културата земјоделска која што ја произведува, тогаш кога најмногу ќе му бидат потребни. За сточарите се погриживме да го скратиме периодот за чување на стадото до септември месец, заради тоа што тоа ќе биде крајниот рок да може да ги поднесат своите апликации и веќе до крајот на годината, уште во декември месец, да ги добијат своите субвенции, со што ќе можат да купат поевтина сточна храна, тогаш во моментот кога таа има најниска цена. И ред други поволности се понудени во оваа програма. За претходниот период, јас мислам дека доволно зборував, меѓутоа самото чувство на земјоделецот дека има партнер во државата кој што ќе се грижи за него и кој што ќе ги исполнува сите негови барања или ќе се обиде да ги исполни и да ги надмине и премости проблемите кои што секој земјоделец ги чувствува, зборуваат дека земјоделците веќе имаат сигурност кај државата, односно во владата, во министерството, каде што во секое време за било кој проблем ќе може да се обратат и дека ќе знаат дека ќе ја добијат поддршката во било која форма. Така. Вашиот политички опонент СДСМ ветува 640 милиони евра во 4 години за земјоделците. И тоа, како што велат, ќе ги дадат во период кога најмногу им треба. Како го коментирате ова? Како една обична глупост. Јас сум разочаран во програмата, која што никако да ја добијам во печатена форма. Веројатно, тие стотина примероци кои што ги имаат отпечатени се распределени по нивните штабови. Меѓутоа, јас во PDF формат ја обезбедив програмата и ја разгледав. Прво, зошто само 640 милиони? Нека бијат 740, ама не може. Не може сега да лицитираме со висина на износот на финансиската поддршка на субвенциите, не значи дека и ако се 800 милиони дека ќе бидат пореални, не се реални. Не се реални заради тоа што Македонија како држава која што е аспирант за членување во Европската унија, воедно ја има прифатено или својата политика ја прилагодува кон заедничката земјоделска политика на државите членки во Европската унија. И таму е дефинирано дека вредноста на износот за субвенционирање треба да биде некаде 5,5% од вкупниот износ на буџетот за календарската година. Тоа значи 150 милиони, колку што е предвидено. Дали тоа, господата од Социјалдемократскиот сојуз мислат дека треба да се зида повисок буџет, да го објаснат тоа, и на кој начин не е објаснато, заради тоа што имаме само наслови и убави работи, кажано, и желби, но не и конкретни мерки. Значи, за тоа и тоа ќе бидат потрошени толку пари, и субвенцијата ќе биде толку, ќе се реализира тогаш од овие избори. Ние работиме мощно и прецизно. Кога се обврзуваме кон една работа, дека ќе реализираме, ние за тоа цврсто стоиме. Не даваме лажни ветувања. Ова што е, тоа е толку несериозно, неозбилно, да мислам дека секој земјоделец кој колку да е малку навлезен во земјоделските политики и самиот ќе заклучи дека сите овие работи кои што се предложени се нереални. Вклучувајќи и зелената нафта, која е навистина зелен предлог, јас и во собранието на представниците на опозицијата, значи зборам на представниците, не на претениците, се обидов да им објаснам дека тоа што предлагаат е нереално. Дека само го понижуваат земјоделецот со некои си 500 денари или 900 денари, колку беше, не се сеќам, нека бидат и 700 по хектар, зголемена субвенција. Не може со такви фрази и голи популистички мерки да се излезе пред земјоделците, да им се ветува се и се што. Па еве, сега нема да бидат 150 милиони, ќе бидат 160 милиони. Што со тоа?
Дека е пореално, не е пореално. Што како коалиција предвидувате за земјоделците и подобрување на статусот на македонскиот земјоделец? Па ја морам да кажам прво дека ние на македонскиот земјоделец му го вратиме достоинството, што е многу битно заради тоа што македонскиот земјоделец повеќе како што беше во времето на Социјалдемократскиот сојуз, зборам во времето на владењето, а не во времето на раководењето со државата, како што ние го сметаме нашето учество во владата на Република Македонија, заради тоа што имаме обврска кон граѓаните да бидеме сервис, слуги на граѓаните и на земјоделците, а не владетели. Владетелот се види што направи со земјоделството. Значи, прво му го вратиме достоинството на македонскиот земјоделец, гордоста му ја вративме. Му ја вративме довербата во соседната држава, му ја вративме довербата во ресорното министерство, му ја вративме довербата во владата. Му ја вратиме довербата во политичките партии кои што се грижат за неговото добро. Враќајќи го тоа, ние со земјоделците станавме партнери. Ние сме нераскинат дел. Па впрочем, дали ние во изминатиот период поспрдно не бевме нарекувани земјоделско-селенска влада? Јас сум, например, доаѓам од Скопје. Јас живеам на 100 метри од центарот, од поштадот од Македонија. Сум бил повеќе од 5,5 години министр за земјоделство. Мен најголема гордост ми беше што сум земјоделски министр, што сум дел од својот народ, што сум дел од земјоделците. Така. Јас тоа чувство никогаш нема да го заборавам заради тоа што и денес како ќе се појавам и во Ново село, и во Штука, и во Василево, и во Босилово, и во Куклиш, било каде, и во Водиче, и во Вењуса, било каде, во Костурино. Едноставно, било каде во овој регион, во било кое село, јас наоѓам на пријатели меѓу земјоделците. Јас сум дел, нераскинлив од земјоделците, такви сме и ние во владата и во министерството. Сакам да кажам дека целата програма што ја правивме, на почетокот напоменав, тоа е заедно со сите земјоделци. Заедно и во делот на реконструкцијата, рехабилитацијата и проширувањето на мрежата на водостопанството во Македонија. Вие знаете дека водостопанскиот систем на Македонија беше уништен, буквално уништен од страна на катастрофален проект кој што го спроведе владата на Социјалдемократскиот сојуз. Тај го потпиша тој договор за некои си 20 милиони евра кои што требаше од страна на меѓународна финансиска институција да се добијат. Тие се добија пари. Меѓутоа, условот за да се добијат пари беше комплетно уништување или одење во стечај на сите 18 водостопански предпријатија во државата. Ние направивме нов закон, направивме комплетна реконструкција на водостопанскиот систем во Македонија. Воспоставивме, односно формиравме ново акционерско друштво водостопанство на Република Македонија и мене ми е драго што мојот пријател Ромео Тренов е директор на тоа акционерско друштво, вашиот сограѓанин од Ново село. Значи, човек кој што доаѓа од самите земјоделци и раководи со водостопанскиот систем на Република Македонија. Буквално сите каналски системи, сите хидромелиоративни системи ќе бидат реконструирани во следниот 10 годишен период. Таква е програмата. 20 милиони евра годишно ќе се вложуваат во системот за водостопанството во Македонија. Парите се обезбедени, сите тие ќе бидат канализирани преку водостопанското предпријатие. Тоа е еден дел од сето оно што го имаме прифатено и кон што се имаме обврзано кон земјоделците. Така. А голем е и увозот на храна во Македонија. Како да се подобри позицијата на македонската наспроти храната од увоз и какви се тенденциите на македонскиот извоз на храна? Прво морам да кажам, на последно прашање, тенденцијата на извозот на земјоделски производи, сега ќе морам јас многу прецизно да зборувам, заради тоа што една е дефиницијата на храна, друга е дефиницијата на земјоделски производи. Но еве ќе земеме на храна. Ние имаме зголемен увоз на храна, значи на прехранбени производи, но имаме и зголемен извоз на земјоделски производи, кажав јас на 600 милиони евра, еве сега 700 милиони евра е увозот на храна. Значи не на земјоделски производи, на храна, генерално, тука си земјоделски производи. Ама ја да запрашам, дали во Република Македонија се произведува какао или чоколадо? Не. Значи тоа мора да биде увезено.
дали се произведуваат банани или јужно овошје, не. Пазарот тоа го пара, пазарот мора да биде задоволен. Впрочем, пазарот е отворен. Ние сме се обврзале со договори меѓународни дека нашиот пазар ќе биде либерален и дека секој има можност и право да ги нуди своите производи во подеднаква мера како и на пазарот во Франција, во Германија и во Италија, било каде. Така и во Македонија. Тоа се однесува и за нас. Нашите производи треба да бидат квалитетни за да можеме и конкурентни да ги пласираме на надворешните пазари. Истото се однесува и, значи, како што кажуваме, за нашиот пазар. Република Хрватска има увоз од 3 милиарди евра на храна. Ние имаме 700 милиони. Ние имаме 2 милиони жители, тие имаат 4 милиони жители. Тие имаат поразвито земјоделско производство, ние помалку од нив. Значи, тоа е тренд на секаде во светот. Но ние се обидуваме заради тоа што имаме хиперпродукција на земјоделски производи, за кои што дефинитивно не можеме да најдеме пласма на домашниот пазар, да обезбедиме услови за извоз, за пласирање на надворешните пазари. Како што успешно го правиме со македонското вино, да напоменам 24.000 флаши, шишиња, секој ден се отвараат на секаде низ светот со македонско вино. Така сакаме да го направиме се останатите земјоделски производи. Така, господине Димовски, веќе ја преполовивме кампањата. За крај кажете ни како ја оценувате и вие како политичар што очекувате по изборите на 11 декември? Прво, за жал морам да кажем дека од страна на опозицијата, на нашите против кандидати, конкуренти, политички противници, како што ние ги викаме, а не политички непријатели како што тие нас не викаат, не сме ние душмани. Имаме од едната страна класична темна, црна кампања, а од друга страна имаме ние позитивна, афирмативна кампања во која што сакаме да ги доближиме сите наши програмски предлози до сите граѓани. Тоа од другата страна го нема. Тоа го нема заради бездната во која што е опозицијата, заради сите оние глупави, небулозни предлози со двојазичноста, со федерализацијата на Македонија, со издајството на македонскиот народ и на Република Македонија од страна на Зоран Заев и целата онаа почистичка клика што е околу него, и на другата страна е македонскиот народ. Тоа нема да го простиме. Ние одиме на промовирање на нашите програмски концепти и ние очекуваме 63 пратеници. 63 пратеници за зачување на унитарноста на Македонија, за единственоста на Македонија, за целовитоста на Македонија, за единството на македонскиот народ и за одбрана на Република Македонија. Господине Димовски, јас многу ви благодарам за одвоеното време и за вашето гостување во нашето отворено студио на телеканал А1. Ми беше задоволство. Почитувани, останете со програмата на телеканал А1. Пријатно.